Добро дојдовте назад во рубриката Тест. Како што најавивме, предмет на денешниот тест е Peugeot 308. Овој модел се појави на пазарот и стана еден од главните играчи во сегментот на компактни семејни автомобили. Како што може да забележите, Peugeot има нов знак. Тој беше прикажан пред неколку месеци, но покрај новиот знак испод хаубата има одлична технологија и како што може да видите извонредно интересен дизајн. Тој се гледа насекаде, а особено се истакнуваат светлосните групи напред, но и позади. Гледате како импресивно делува и монументално задниот дел. Се разбира дека Peugeot 308 има и хибридни модели. Тие се опремени со електромотор и батерија од 12,8 киловат-часови. Втората варијанта која Peugeot ја има традиционално, тоа е караванската изведба. Предноста нејзина не е само во практичноста, туку е и во дизајнот. Погледнете го задниот дел како е убаво среден, но и голема предност има гепекот кој има повеќе од 470 литри за да се остави багажот во задниот дел, но и со спуштање на седиштата имате преку 1900 литри. Но овие податоци може би и не се толку важни. Верувам дека поважно и ви се чувствата кои ги пружа овој автомобил во возење и она што може да го очекува возачот од него. Па тргаме на возење. Зад управувачот на Peugeot 308 се чувствувате извонредно, бидејќи во прв поглед доаѓа ергономијата која е типична за оваа француска марка. Благодарение на модернизацијата, внатре имаме два големи дисплеја. Едниот е за кластерот на инструменти, а другиот е на централната конзола, кој има јасен и одличен преглед на секое мени кое ќе се активира. Но секој возач не може да се навикне на седечката позиција. Тоа е поради iCockpitот и за да имате цела представа и преглед на овој навистина богат уред, требате многу ниско да го поставите воланот. Кога, барем во мојот случај, ниско поставен воланот не ми иде најдобро возењето. Но овој автомобил е скроен да одговори на сите барања. Пред се, во фокус е економичноста и екологијата. Во Peugeot имаме само 3-цилиндерски бензински мотори со сила од 130, исто толку е силен и дизелот, а во хибридната верзија, која е способна да помине околу 50 на километри само на струја, има посилен бензински 4-цилиндерски мотор. Традиционално малиот волан е многу добар кога се вози во свиоци. Едноставно манипулацијата со него е многу добра. Иако е лесен за манипулирање, тој дава одлична интеракција за подлогата. Тој е прецизен и навистина е уживање да се вози овој модел. Намерно го избрав моделот со 1,2 литрен 3-цилиндерски мотор кој е впарен со 8-степена автоматска трансмисија. Но по извозените 150 на километри со него во разни услови на возење, заклучив дека ова извонредна варијанта. Сега се наоѓам на автопатот на делницата од Кан до Ница и можам да кажам дека на автопат слушате дека моторот е извонредно тивок, одлично работи и има добра перформанса. Без проблем одржувам брзина на автопат помеѓу 120 и 130 км на час и уживам во сите благодети на оние асистенти кои се вградени за возачот, а нив ги има многу.
Peugeot 308 на македонскиот пазар треба да се појави негде во почетокот на идната година, значи за 3-4 месеци, кога ќе ги знаеме и цените. Но не може да очекуваме да биде извонредно ефтин. Пред се, поради неговата опременост, извонредниот дизајн, но и имиджот и угледот кој го има овој модел на европскиот пазар, кој се гледа како единствен конкурент на германските компакти. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Ви благодарам на вниманието и следната средба, веќе знаете, за 7 дена во истото време и на истата фреквенција. Бидете во добро расположение и здравје.